Ете се враќаме во студиото со нашите гости, како што видовте во најавата. Повторно имаме различни професии на една трпеза со кои што ќе си позборуваме за сето она кое што го работат тие во секојдневието, а сега кога ќе ги прашаме и што прават надвор од нивните работни обврски. Во овој дел ќе ви бидеме домаќинки вам и на нашите гости, јас и колишката Милина. Милинче, добро дојдете. Одамна не сме си биле заедно во студио. Така е, Верче, ти благодарам. Да, морав јас да ги искористам деновите од стариот одмор, нели, како што и сите останати. Драго ми што сме денеска заедно, имаме прекрасни гости, надвор топло, мислам дека убаво подобро ќе ни биде во студио, да отвориме некои теми важни за нашите гледачи, но и ете малку да излеземе и од нивното секојдневие, да не биде само за работа. Така, да. Така е, уште еднашка да си ги поздравиме, да им посакаме добро дојде во Здрава Македонија. Веднаш до мене е професор доктор Катарина Ставрик, педијатар. Добро утро, добро дојдовте. Добро утро и на гледачите. Драго ми е вака што денеска ќе се дружиме. Така е, да. Во поразлично од друштво, од вашето секојдневие, но верувам дека убаво ќе си поминеме. Да. Веднаш до вас ни е Валентин Манасиевски, кој што е член на Централниот комитет на ВМРО ДПМНЕ. Добро утро и за тебе и добро дојде. Дали си прв пат во некоја ваква утринска програма? Добро утро, благодарам на поканата, поздрав и до вашите гледачи. Да, сум прв пат вака дел од една утринска програма и се надевам дека ќе бидеме интересни за гледачите. Така, верувам дека ќе ти биде убаво искуство со вака прекрасни дами, мислам. Женско друштво се ставиме. Така, да, и веднаш до вас со специфично име Валбурга Батева Николовска, која што е првата жена спортски новинар во нашата земја, психолог, текстописец, композитор, многу активности. Долга е листата. Добро утро и за вас, добро дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Поздрав до вас и до сите гледачи на Канал 5. Така, вам не ви се страни телевизиските куки? Никако. Јас сум натисо камерите и мислам дека и они се натисо мене, така да нема да е проблем. Така да, убаво ќе се дружиме ова утро. Ајде, она кое што не засега, односно оние кои што се најранливи, да кажеме, најмалите наши бебињата, особено во овие денови кога наголни се зголемија зештините, но и тука се присутни алергиите. Родителите се загрижени како да постапуваат. Па еве, околу алергиите, особено во летото, дали може да се превенираат и како едноставно да се третираат, да се препознаваат? Па да. Летниот период е период на алергии, нема инфекции, децата се здрави во тој поглед, меѓутоа алергиите се тие и посебно овој период сега што го имавме со доста дождови и едноставно целата вегетација е некако букната, навистина тие деца што имаат проблем со алергии го осетија тоа, дојде до појава на симптоми, влошување. Меѓутоа, тие што веќе се дијагностицирани, тие си ја знаат состојбата, си ја знаат болеста и на некој начин се подготвени претходно со соодветни лекарства и знаат како да ги тие симптоми стават под контрола. За оние деца каде што не е дијагностицирана, да речеме, некој алергиско заболување, тоа е проблем, затоа што они имаат симптоми, не се чувствуваат добро, им го пореметува секојдневното функционирање на децата и на семејството, секако дека тоа влијае. Значи, доколку се сомневаа дека можеби алергијата е во прашање, треба да се направат консултации, да се направат можеби дополнителни испитувања, за да се постави дијагноза, дали да се потврди, дали е алергија или не е. Ако е алергија, има терапија, со терапија може да се стави под контрола, така да има голем број на врвни спортисти, научници, кои што имаат алергиски заболувања и функционираат најнормално, меѓутоа се разбира по терапија. Така, задолжителни ли се терапиите за алергии или може на некој начин што се вели и со домашна народна медицина, од бабите што се вели да некако си припомогнеме. Има ли доктори кои што некогаш нудат алтернативни или се држите стриктно до тие? Мислам, тие совети користат за одредени други состојби, нели? Оние симптоми, покачена температура, настинка обично, чорапчиња со оцет, облоги,
не треба веднаш да се иде да се трча на лекар, само може да се изгуби време, мислам непотребно. И уште некоја инфекција да се добие, да. Нешто, така да, меѓутоа конкретно за алергиите, значи треба си има терапија и треба да се придржува терапијата. Се уште има кај нашата население една резерва, една стигма кон таа терапија. Нели, тоа се инхалативни кортикотерапија. Нели, веднаш се прави гард дека може штетно да делува, меѓутоа не е така. Сепак е тоа терапија која што помага. Таа терапија не ги лекува симптомите, превенира појава на симптоми. И е многу важно да едноставно дишните патишта ги држи под контрола, тоа воспаление го држи под контрола. Затоа што доколку не се зима редовна терапија, со тек на време се влошува состојбата и може да се направат компликации. Дополнителни други компликации кои што така да мислам дека се уште имаме и генерално кога ќе се каже астма, малце не се прифаќа како болест или другиве заболувања, алергиски ринити некако. Меѓутоа се уште за астмата имаме стигма кај пациентите, се крие, не се сака да се кажува. Така да мислам дека тоа е едно поле со кое што навистина ние го имаме како предизвик и треба да работиме и тоа е да малце ги разбиеме тие стигми. Јас сум сигурна дека вие наоѓате одличен начин. Еве како сега што го кажавте сето тоа убаво, верувам дека ги советувате на соодветен начин и родителите, нели како треба да постапат. Мислам, ја 32 години работев на детска клиника. Точно знаете. Последниве 2 години сепак се одлучив, се повлеков на медицински факултет, се фокусирав на едукација. Не само на едукација на здравствен кадар, меѓутоа се повеќе и повеќе е ова. Ја гледаме важноста на едукација на населението. Затоа што таа здравствена писменост не е на ниско ниво. И особено и свесноста. Мислам дека треба малце поќе директно со пациентите, со граѓаните да работиме на ова поле како здравствени работници. И ве другите гости да ги прашаме да не сте имале вие ваков проблем. Сите некогаш сме имале некаков проблем или можеби со алергија? Не постои некој што немал таков или барем сличен проблем, нели? Со алергија, дали за себе си, дали за децата. Да. И така. И јас сум за тоа да се оди дефинитивно прво со традиционалната медицина. Меѓутоа и сум и за оние алтернативни методи кои што нашиот народ не за џабе ги пренесувал со текот на толку многу години. Веројатно има нешто вистина во тоа што толку долго останало тоа. А секако медицината на прво место, меѓутоа да, алтернативните варијанти сум ги користела за својата ќерка, мајка ми веројатно за мене ги користела, не се сеќам. Така, имате многу специфично име, Валбурга. Од каде? Па јас сум по мајка словенка, а мојата баба се викала Валбурга. Она има австријски корени. И мојата мајка била многу среќна да ја каже на нејзината мајка дека е бремена со девојче. Меѓутоа, пред да се случи тоа, мојата баба по несреќен случај починала и едноставно, веројатно, така дошло и да се избере јас да го носам името на мојата баба. Иако тоа е името и на вашата баба Валбурга? Валбурга, да. Инаку да, тоа е име кое што е старогерманско име, многу е ретко, не само во Македонија. Кај нас единствено претпоставувам, не верувам дека има некој друг. На некои интерни своји истражувања сум барала и сум нашла 3 Валбурги во овој момент дека живеат во Европа. Надвор од Европа не правам мовет. Значи да, навистина ретко име секоја чест. Валентин, еве, бидејќи ти на некој начин си ни представник од владата што се вика, денес имавме интересна тема поврзана со безбедноста на храната, па тука ги вклучува и земјоделците. Каков е вашиот план во однос на земјоделците, помошта која што ја спремате за нив, но од друга страна и еве заштитата на храната која што секако треба да имаме и тие обврски кои што си ги имаат пак тие да ги направат онака како што треба совесно? Така е, согласувам. Поддршката за земјоделците навистина е еден од главните приоритети на владата предводена од ВМРО ДПМН.
можеме да се сетиме дека во изминатиот период на вистина, што не е случај, можам да потенцирам сега, имавме многу протести од страна на земјоделците, незадоволство во цените, во откупот на одредени земјоделски продукти, што би рекол дека сега тоа не е случај. Би сакал да потенцирам тука дека во изминатиот период субвенциите се исплаќаат како никогаш досега и не говорам само за оние кои што за жал минатата влада не најде начин како да ги исплати во 2024 година, меѓутоа говорам овде и за оние 2023 и 2022 година. Исто би сакал да потенцирам дека преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се исплатени нешто околу 8 милиарди денари преку директни плаќања, преку програми за рурален развој. Исто така да потенцираме дека и за лозарите достигнавме историска цена за винариите, така да сметам дека лозарите некако беа, па тутунарите се тие најповеќе кои што се буна во однос на откупите. Така е што како што можам да заклучам дека се гледа дека дека владата има слух за земјоделците, дека е приоритет на владата, бидејќи треба едноставно да не бидеме како што бевме до сега увозна земја, туку да станеме, да речеме, на еден начин извозна земја, бидејќи навистина имаме доста голема почва, имаме нешто над 280, повеќе од 280 денови во годината кои што се сончеви, така да треба да ги искористиме сите тие моменти за да можеме да напредуваме во земјоделството. Така, вие сте млад човек, сте дел од Централниот комитет. Постојано сте, да речеме, во комуникација со она кое што го прави владата како проекти и од другата страна, од народот што го вели. Еве, вие како млад човек, мислите ли дека можете младината некако да ја задржиме во нашата земја, да имаат еден потик, една мотивација, па и да се вратат на земјоделие или таму да си го најдат нели својот мир и да создаваат многодетни семејства, за жал и тука имаме пад. Јас не мислам, туку сигурен сум дека можеме да се развиваме во тој дел. Ми се чини дека баш денес во 10 часот, ако не се лажам, има состанок во Министерството за земјоделие по однос на онаа мерка, ми се чини сите имате видено за што планира преку Агенцијата за поддршка за рурален развој да се направи оние до 100.000 евра помош за ја имавме како тема. Да, за брачни парови до 40 години, така што сметам дека им таа мерка доколку се изнајде начин како да се реализира и мерката млад земјоделец која што се потикнуваат сите оние млади кои што за прв пат сакаат да стапат со работа во оваа гранка или имаат, да речеме, наследено некоја стопанска дејност, да владата, односно државата помага за младите земјоделци од прилика 615.000 денари или нешто околу 10.000 евра да се помогне на еден начин да се развијат оние оваа гранка, односно земјоделството. Зошто го зборувам, зошто е важно, бидејќи сигурен сум дека се забележува и она помош од владата за општините која што е, бидејќи гледате дека Македонија навистина е едно голем, има бум на градежни активности, се градат на секаде, би рекол, нови градинки, реконструкција, доградба, училишта, спортски игралишта, детски катчиња. Не би се сложил дека во последниот период се градат многу згради, може би било тоа случај во минатото, но се надевам и сметам дека во иднина мора да престанат овие, да се намалат овие градби на згради со една цел, што повеќе имаме згради, толку помалку можностите за запишување на децата во градинките, во училиштата. Да, се чека со месеци, редици, Така, затоа има и владата, мислам дека и цел и приоритет да се намалат оние бројки на чекање за децата во градинките, така да сметам дека сметам дека треба една добра организација во односи на стручен кадар да ги оформуваат тие некои тимови кога станува збори за детални урбанистички планови, за да немаме толку многу, да речеме, не дека не ни требаат згради, но потребни ни се и градинки, и училишта, но потребен ни е и парк и зеленило, не само бетон, некако за жал се уште немаме забавен парк. Сега моите деца додуше и фатија нешто. Нашите деца, Луна парк не видоа, моите конкретно,
Па еве и зоолошката градина на некој начин сега Стагнира. Стагнира, се случуваат и многу такви некои работи кои што се потребни на младите луѓе за да ете нели создаваат и имаат некој животен стил и надвор од работните обврци каде што ќе можат да се опуштат. За среќа се уште се го имаме тука водно, па можеме малку да се земеме воздух. Да, затоа има толку гужва сабота и недела. Не може да се најде место и клуба слободна. Дека ни е едно, затоа немаме друго. Да, затоа убаво кажа Верче, ни требаат и дополнителни Луна парк. Ние сме пораснале, вие знаете како изгледаше сето тоа, жално е нели новите генерации да не знаат како изгледа Луна парк. Зоолошката исто така не е како што беше некако до пред некоја година. Да. Така што да. Многу животни почина, некако како да не се води доволна грижа за она кое што го имаме. Не се надополнува доволно. А децата сакаат да го гледат. Тоа видовме и во најавната фотографија кај докторката. Имаше неколку животни над зидот, нели? Тоа е она што го има и во ординациите. Меѓутоа и руралниот развој е многу важен. Да. Еве да ги врземе асмата и руралниот развој. Така. Чистиот воздух, престојот во рурални средини, посебно фамилии кои што се склони кон алергии, сепак градовите загаден воздух, сето тоа допринесува гужвите, инфекциите многу влијае врз да речеме тие што се склони кон алергии да многу побрзо порано ги развиваат. Дури има и хипотези дека дете кое што е со алергија, ако се префали во одредена рурална средина, расте во една таква средина, секако доколку не се тревите, полените, некои алергени, дека може да биде чистиот воздух, мирот, немање стрес, немање инфекции толку многу се важни. Така да и излагањето од градот во околината е многу важна и во, да речам, и во на развојот на децата, слободата да може да трча, да биде слободно, да не се плаши родителот дека ќе го изгуби, дека ќе го или ќе избега на улица или така да и од тој аспект мислам дека е важно овој рурален живот да се инвестира и да се развива. Да, затоа што некако и младите си најдат место, затоа што Македонија е мала земја. Тоа сакам да кажам. Не е проблем. Вие од Драчево до Ѓорче Петров повеќе ќе потрошите отколку од Скопје, Тетово, Скопје, Куманово. Проверено од кај мене до кај моите подолго патом отколку од кај мене до Куманово. Мислам дека подруг квалитет на живот има кога се надвор, кога е надвор. Така. Да, се си има свое некако. Валбурга, зошто одбравте да бидете спортски новинар? Еве, вие сте прва жена на некој начин. Веројатно јас не одбрав, веројатно животот одбрал така да биде, некој друг решавал, ги тегнал конците. Само што дипломирав психологија и од секогаш ме интересирал спортот, сум го следела, значи на времето во бивша Југославија бев огнен навивач на Црвена звезда, сум одела со капчиња и со шалови на Маракана да навивам. Навивате ли ден денес? За жал веќе не, некако сум си повеќе национално ориентирана сега. Да, велам мислам за нашеве, дали? Да, апсолутно да, и Вардар, и Еврофарм, и криво ми е за Металург што испадна така како што испадна работата, се надевам дека еден ден и тоа ќе се смени. И како се случи, свежо дипломирана, меѓутоа некако се нешто адреналинот ми работеше, сакав нешто дополнително. Се наместија коцките да одам на разговор во Нова Македонија, бидејќи некој некаде на господин Мицковиќ, тогашен уредник, му кажала, има една девојка, вика, малце неспецифично, многу вика разбира од спорт, вика, ја бива за пишување. Ајде да видиме и сега вака, доаѓам јас, седнале може 20 колеги мажи, ја млада девојка и Мицковиќ и сега вика, добро Валбурга, еве ние слушнавме дека ви бива за пишување, би сакале да бидете наш дописник, меѓутоа сепак да видиме кои се вашите познавања. И неговото прашање беше, овако анекдота го раскажувам, неговото прво прашање беше, има ли некој спорт во кој што не се разбирате или имате послабо познавање? Викам, има. И чисте чекаат да гледат, да слушнат што ќе кажам, викам, хокеј на трева ми е некако слаба точка. Освен тоа друго се. Да, освен друго се. И вистина беше така, бидејќи следев разни спортови. Се случија куриозитети, значи бев прва жена која што вршеше директни радиопреноси
од фудбалски Така. надпревари, од одбојкарски надпревари. После Нова Македонија се случи Радио Скопје, господин Александар Стиков, се случи Скок, Весникот, се случија многу убави работи и тоа ми е еден период од животот кој што на вистина му се навраќам со многу емоции. Така. И горда сум на тој факт, што сепак, знаете, во тоа време не беше баш се исто и многу лесно една жена, една девојка да влезе во светот на новинарството. Сте се снашле и сигурно многу ве почитувале кога виделе колку знаете. Да. Јас мислам дека многу ме почитувале, не можам да бидам сигурна, меѓутоа според она како се однесуваат, да. И мислам дека се осеќам горда затоа што сметам дека јас сум таа што прва ги отвори вратите да се тргнат тие стереотипи дека само мажите можат да бидат спортски новинари, репортери. И еве многу се радувам што и денес веќе има млади новинарки кои што апсолутно се ориентираат кон спортот. А музиката тука каде се вклопува? Па уште една моја љубов. Јас сум водолеја астролошки, кој што има подзнак риба, значи што сакам да кажам со тоа? Разни видови на креација ме интересираат. Немирна сум, по дух сум немирна и многу работи ме интересираат. Да. Супер, супер. И убави професии во секој случај сте одбрале. Мислам дека да, иако не секогаш лесни, Милена, во секој случај. Музиката. Но и психологијата одлично се совпаѓа со сето она кој што ги работи. Тоа плюс посебно во последно време ме интересира парапсихологијата и тоа е некоја друга тема. Да. Како музиката од секој живеела во мене, веројатно требало да дојде моментот да се истакне тоа. Прва моја песна, текст и музика беше на Скопски фестивал Првенче. Тогашниот уште непознат Ѓоко Таневски, кој што почнуваше со кариера тогаш. Му ја дадаа песната Само љубов. Прв настап на Скопски фестивал, веднаш награда. Тоа за мене која година беше тоа? Која година беше тоа? Или од прилика? Па вака, значи, ова било некаде 97-ма, 98-ма, тука. Па така нешто, да, Ѓоко веќе 20 години сигурно е на сцена. Можеби и повеќе. Да. Можеби и повеќе. Супер. Значи, испеа песната Само љубов и како тоа малку да беше, таа нова година на Македонската радио телевизија правеше новогодишна програма и водител, колку што се сеќавам, беше Игор Џамбазов и најголем кеф ми беше што таа песна Само љубов се испеа како новогодишна химна точно во 12 на честитањето. Демек се е важно, меѓутоа љубовта е најважна. После тоа се редеа една по друга песни, така го запознав и мојот сопруг, така се случи и таа љубовна приказна. Само љубов. Само љубов, така е, да. Добро, Валентин, она кој што е актуелно, оперативниот план, договор со Обединетото кралството, зошто би било значајно за нашите граѓани, за нашата земја? Па добро, еве, прво да објасниме околу договорот, стратешкиот договор со Обединетото кралство. Сметам дека е навистина еден значаен меѓународен договор со една од најмокните земји во светот како што е Обединетото кралство. Овој договор е поделен на би рекол два договора. Првиот е стратешко-политички договор со кој што можеме да ги користиме нивните знаења во повеќето области како што се здравството, инфраструктурата, транспортот, образованието, IT технологијата и така натаму, и вториот е оној финансискиот дел каде што можеме да искористиме рамка од околу 6 милиарди евра. Тоа ќе биде, би рекол, во десетина години и е многу клучно што ќе се решат децениски проблеми кои што ги има државата. Во делот на здравството ќе се изгради клиничката болница во Штип, ќе се изгради болница во Кичево и нов здравствен дом и реконструкција на болницата во Тетово. Во делот на образованието ќе добиеме нов медицински факултет во Штип, како и студентски дом со околу 200 легла. И исто така многу важно е она поврзување коридорот 10D, односно пругата која што ќе биде двонасочна, каде што ќе се изгради според европски стандарди, кај што ќе искористиме можноста на британските експерти во ова, така да ќе имаме два начини на патување. Едниот е патничкиот, оној кој што ќе достигнува до 160 км на час, и оној кој што ќе биде за карго транспорт до
120 км на час. Зошто е важно ова? Затоа што за разлика од порано, кога нашата држава беше на маргините во Европа и во светот, каде што, да речеме, нашите представници имале можност само за фотографија со големи светски лидери, сега Македонија е буквално на иста маса со тие големи мокни земји, каде што разговарат за голем број на стратешки и економски договори, така да сметам дека ова е навистина многу важно и исто така би сакал да го напомена во делот на енергетиката. Многу важен сегмент е изградбата на хидроелектраните, која што и Чебрен и Галиште, кој што и премиерот Христијан Мицкоски ја напомена дека најверојатно ќе се прави со овие пари, некаде околу 1,2 или 1,3 милиарди евра ќе бидат искористени за ова, така да сметам дека ова е навистина исклучителен проект кој што е многу важен, бидејќи не само што ќе имаме ни еден грейс период, односно прво ќе се изградат овие работи, па подоцна ќе ги плаќаме и каматите ќе бидат навистина ниски поради високиот кредитен рейтинг на Обединетото кралство. Така да во однос на стратешкиот договор со Обединетото кралство сметам дека ова е навистина еден исклучителен и важен потек кој што го има направено во новата влада предводена. Да се подобри квалитетот и животот на граѓаните. Се согласувам. И инфраструктурата тука спаѓа и сето она кое што е потребно со патиштата, економијата, со здравството, нели сега кога ни е потребно тие реформи да се направат и нови установи здравствени. Не требаше трагедија да не се случи да сватиме дека треба доста реконструкции на некој начин да се дисперзира од јадрото наречено Скопје. Мислам дека професорка вие ќе се сложи со тоа дека ни се потребни надвор од Скопје, клинички центри кои што ќе можат, а не само да се трча во Скопје. Да. За жал, цело време се зборува за таа регионализација на здравството. 70% можеби од пациентите се лекуваат во Скопје, што не е во ред. Меѓутоа, и здравствени установи, здравствен кадар на тие регионални центри се со цел да се дисперзира и да се доближат здравствените услуги поблиску до граѓаните. Затоа што, населението ни старее, факт е, и проблем е за нив за секоја услуга да доаѓаат во Скопје. Така да, доколку е поблиску до местото на живење, мислам дека многу полесно ќе подобро ќе биде за сите. Подобро за пациентите. Пред се за ние, ја викам, здравствени работници постоиме заради пациентите. Значи нашите услуги треба да ги доближиме до нив. Така да, но некогаш не е фер ако и вие бидете преоптоварени, не дај Боже, вие сте луѓе, нели? Па не дај Боже некоја грешка да се направи. Сигурно, и така тоа го носи ризикот. Преоптеретеноста на и не е фер. На Скопје, на клиничкиот центар поминуваат многу пациенти, можеби добар дел од нив се банални работи, меѓутоа во таа преоптеретеност може да се случи да она што стварно треба да дојде да се пропушти. Ќе се навратам сега на дечињата, на бебињата. Верувам дека има многу и млади родители кои што не следат. Лето, одмори. Дали треба да се плашиме и децата кога ги мачкаме со креми да бидат бели буквално или убаво да размачкаме? Тоа го правиме. Сите мајки, посебно кога имаме бебенца, ни е страв. Сонцето е многу поштетно за разлика од порано. Па кои креми да се одберат, па се прашуваме со повеќе доктори и така натаму. Високи УВ. Значи стравот си постои. Што е правилно и околу хидратацијата ми е важно. Треба да се пие вода, тоа се знае во текот на цела година, но многу повеќе. Ајде како пред да се подготвиме за да одиме на плажа, што да направиме? Како да ги подготвиме децата? Генерално во летните периоди, сега збориме за јули и за август, свесни сме дека сонцето е многу јако и дека во оној период од 10-11 па до кај 5 сат не би требало да ги изложуваме на директни сончеви зраци. И со заштита. Деца се деца, сепак они сакаат да се бањаат, да играат, меѓутоа треба да бидеме внимателни, затоа што навистина е јако. Не е само кожата таа што гори, меѓутоа дехидрацијата, они се играат, они често пати не ни приметуваат, не ни пијат доволно течности дека се заиграни или се бањаат. Меѓутоа и тука и сончаницата, сепак
тоа влијае врз незрелиот мозок на децата и може многу полесно да дојде до сончаница и дехидрацијата. Многу полесно децата дехидрираат во однос на возрастните. Така да од тој аспект треба да се внимава и сепак да се води сметка во тој период, ако ништо друго, барем во делови каде што се со дрва, значи во сенка да престојуваат децата. На сабајле и навечер, да, покрај сонцето е корисно, сите го сакаме сонцето, морето, јодот, сето тоа убаво делува. Меѓутоа, треба да се заштитат со креми. Сега има минимум фактор 30, да се намачка, не мора да се важно е да се мачка почесто. Затоа што кога ќе влезе во вода, делото ќе се извади, значи не мора да бидат бели децата, меѓутоа почесто да се мачкаат со креми кога се изложуваат на ова и течностите. Мислам, тоа е она најголемата опасност, затоа што ако дехидрира многу брзо, може да дојде до влошување на состојбата на детето и да родителите имаат проблем. Значи, постојано вода, тоа што сака детето, исто тоа така, што сака, да. Значи, овоше тие, да речам, ама течности, вода да, или не мора вода, сок, тоа што сака детето да пие малце почесто, да се нуди со течности. И безбедноста на храната, нели? Сепак е летен период, можноста за расипување, можноста за и за бебињата, ај тие што се на доење во рете, меѓутоа тие што се на вештачка исхрана, подготвувањето, сепак тоа да биде непосредно пред хранење на бебето да се подготви. Значи на тие работи е многу важно да се внимава. Така. Валборга, дали сте вие за дигитални или за пишани весници? Што е подобро за вас? Смеам да ги одберам двете. Се си има своја предност, нели? Така. Некако тоа често зборуваме со гостите кои што ни се на некои им недостасува тоа шушкање. Иако ги имаме ден денеска весниците, но онака како ритуал. Повеќе се седнуваме сега со телефонот отколку да седнеме и да полистаме вестник. Вераме допревте до тема која што мене многу ме иритира, затоа што некако живееме во едно турбо време во кое што мислиме дека се што доаѓа е супер одлично, најдобро на свет. Јас во својата работа се залагам да измислив еден термин кој што го нареков весели роботи. Тоа е нешто што ние се претвораме полека, ние сите се претвораме во весели роботи. Можеби и не е толку страшно ако во одредени години тоа ни се случува, бидејќи имаме нешто зад нас, меѓутоа проблем е кога младите растат со тоа да станат весели роботи, односно да не ги покажуваат емоциите соодветно онака како што треба, да не реагираат природно на како што нивната психа, нивниот ментален склоп сака да реагира, да се учени да бидат комплетно артифицијални, комплетно вештачки, без сопствени емоции, без сопствено мислење. Шаблонски. Апсолутно. Меѓутоа да бидат весели роботи, да бидат насмејани, да бидат секогаш убави. Често викам младите девојки или тинејџерки денес, сите сакаат да бидат исти, сите сакаат да бидат убави, а сите сакаат да бидат исто убави. Да. Што значи непрепознатливи, без чувство, некој да може да ги препознае по нешто, да бидат оригинални по нешто. Еве, вие сте сепак од тие генерации кои што се уште задржаа некаков свој идентитет и препознатливост. Мислам дека она што сега се случува е навистина. Го фативме времето и пред интернетот што се вели и после знаеме разлика. Верувајте, многу сте среќни заради тоа. Многу сте среќни заради тоа, затоа што индивидуалноста имала шанса да се развие кај вас. Она што сега се случува навистина ме загрижува и мислам дека општеството треба да работи на тоа. Апсолутно треба да работи на тоа, да се посвети и политиката која што исто така и мене ме интересира. Сметам дека треба да го даде својот придонес во односно оваа сфера, бидејќи сепак она што доаѓа се младите. Ако донесеме млади кои што немаат своје мислење за ништо, кои што само ги следат трендовите на останатиот свет, е нешто што ќе биде погубно за Македонија како држава. Да, така, многу убаво кажавте, меѓутоа, ете,
се трудиме на некој начините вака со разговори со вас, со најразлични гости со профили да допринесеме што се вели до отварање на некои теми кои што не се зборува, да ги позборуваме, да допрат до граѓаните, да ја подигнуваме ете заеднички свеста и ете што се вели секој ден се работи на себе, па и ние денеска работиме на себе. Тоа е неизбежно. Животот е борба и учење секојдневно. Има ситуации знаете како, треба да се внимава и родителите како се однесуваат. Значи има мајки на кои што ако им кажеш нешто, сметаат тоа за лична навреда, ако кажеш дека ќерка и треба да биде оригинална и уникатна на свој начин. Да. Мајките тоа го сметаат за удар врз себе, дека они нешто лошо прават, што во основа и прават. Да бидеме искрени. Да, добро, тоа е едно големо его кое што не сваќа дека штета прави на децата. Не сваќа дека штета прават, им прават мечки на услуга и тоа не е во ред. Во однос вера на пишаниот или електронски во материјална форма, секој пат преферирам во материјална форма, иако за жал верувам дека тој во сполека не заминува. Така, тука за жал ќе мора да направиме една кратка пауза. Почитувани наши, останати понатаму со нас, одиме со кратка пауза и се враќаме со нашите гости во студио.